Денес беа одиграни надпреварите од 21-то коло на втората македонска фудбалска лига, каде што фаворитите одиграа според планот. Освен тоа што во Штип екипата на Брегалница можеше се задоволи само со бод откако одигра 1-1 против Скопје. Арсеми забележа висока и убедлива победа од 4-1 против Саса, Башкими со 5-2 го декласираше Вардар Неготино, Беласица со 3-0 беше убедлива против Новаци, Осогово го добри дербито од Ното за опстанок против Борец со резултатот 1-3. Во Радовиш немаше победник, Детони Плочковици и Кожов ги поделија бодовите играјќи 1-1. Лидерот Македонија Ѓорче Петров со 4-0 го декласираше Вардарски, а пак Охрид, кој што играше како домаќин во Струга, одигра 0-0 со Прилепска победа. Шампионот Љуботен со 2-1 преку пресврт славеше против Тиверија Брера и со тоа изби на врвот од табелата во прата женска фудбалска лига. Градското дерби во Битола меѓу Топ Гол и Атлетико заврши без победник и без голови 0-0. Истатов со 2-1 беше подобар од Ас Юнајтед, а пак Речица на домашен терен загуби со високи 1-4 од Скопје. Извлечени паровите за елиминационото коло од ракометниот куп на Македонија. Ждрепката посака Аеродром да се соочи со Македонија Ѓорче Петров, Мулти Есенс против екипата на Преспа Вардарот Ресен, Штипски Текстилец против Прилепа, Бутел против екипата на Металург Ра, Радовишки игра против Скопје, Кичево налета на Суперлигаш од пролет, екипата на Овче Поле против Борец, Охрид против Шампион, Тиквешки игра против Ихона, Куманово ќе се соочи со Струмичкиот стадион, Младосот Богданци против Струга, Вардар Неготино против Партизан, а пак екипата на Euroform Пелистер 2 против Драчево. Вечер во Овче Поле во рамки на 16-тото коло од втората футсал лига забележа висока победа над победа од Прилеп со резултат од 8-2. Мечот помеѓу Борец и Осогово започна со минута молк во чест на загинатите во трагедијата во Кочани. Фудбалерите на Осогово истрчаа на загревање облечени во црни маички, изразувајќи почит и сочувство кон настраданите и нивните семејства. Во текот на надпреварот играа со црна трака на левата рака. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.